300 кубни метри е капацитетот на новиот резервоар за вода кој денеска беше пуштен во употреба во Сиричино. Со новиот зафат ќе се надминат проблемите со водоснабдување со кои се соочуваа жителите на повеќе населени места во општина Јагуновце. Според премиерот, ова не е ниту единствениот, ниту последниот проект кој владата го реализира за подобрување на условите за живење во општината. Вложевме доста напори и средства за изградба и реконструкција на неколку локални патишта, меѓу кои локалниот пат Вратница, патот до село Орашје, патот Прељубиште Туденце, локалниот пат Сиричино Туденце. Го асфалтиравме и регионалниот пат Тетово Јажинце со должина од 16 км. Што се однесува до проблемот со водоснабдувањето, инвестиравме за изградба на секундарна мрежа за водоснабдување во селата Туденце, Раотинце и Жилче. Понатаму издвоивме средства за реконструкција на основното училиште Александар Здравковски во село Јагуновце, основното училиште Симче Настовски во село Вратница, основното училиште Шемшово во село Шемшово, како и подрачните училишта во селата Сиричино, Ратае, Раотинце, Рогачево, Јанчиште, Орашје и Старо село. Освен тоа, во завршна фаза е изградбата на повеќенаменското спортско игралиште во село Ратае. Сите овие проекти говорат за нашата подршка на општината Јагуновци. Проектот започна со реализација пред неколку години со поддршка на владата на Република Македонија, Кралството Норвешка и средства од општинската каса. Поедини населени места каде што се вршеше ископ и бушотини се воспостави дека водата е хемиски загадена со железо и манган. Единствено можно решение беше овој регионален водоснабдителен систем. Со квалитетна проектна документација, со помош на Кралството Норвешка, со владата на Република Македонија и со буџетски средства од општина Јагуновци успеавме да обезбедиме над 1,5 милиони евра, со што денеска го заокружуваме овој проект со резерварот за водоснабдување од 300 метри кубни во населено место Сиричино. Промоцијата на нови зафати премиерот ја продолжи на Државниот универзитет во Тетово. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека станува збор за комплетно нов објект и нови современи услови. Тоа е 51-та лабораторија од проектот за унапредување на научно-истражувачката дејност. Студентска лабораторија исклучиво наменета за подобрување на практичната настава и искуството на студентите. Им посакувам на студентите значаен успех во тој дел, со оглед на тоа што неопходноста од практична настава е евидентна за квалитетно и успешно спроведување на наставата во делот на природно-математичките и природните генерални науки, посебно во делот на хемија. Мислам дека Државниот универзитет во Тетово со оваа лабораторија ќе биде водечки во делот на истражувањата кои што се однесуваат на органска хемија и биохемија. Благодарам. Представниците на владата, на универзитетот и гостите имаа можност да ги разгледаат и условите за работа кои ги има оваа високообразовна институција.